И продолжуваме со разговор кој секако е добредојден за сите нас кои што сме учесници во сообраќајот. Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе разговара со нашата колешка ова утро Ивана Крсевска-Јаневска за едукативната кампања токму за безбедноста во сообраќајот, како што напоменав, која сите треба да не засега и секако возете внимателно. Добро утро, Ивана. Добро утро, Слободанка. Темата ја знаеме, повелете. Наши гледачи. Да, сите ние на некој начин сме учесници во сообраќајот, дали како пешаци, дали како возачи, дали како возачи на велосипед или пак можеби на електричен тротинет. Во изминатите 3 години си имаат погинато 450 луѓе имаат загинато како жртви на сообраќајни незгоди или просечно тоа би било по 150 жртви во една година, што навистина е бројка која што загрижува. Зошто ни се случува ова и зошто ние ја научуваме на некој начин лекцијата? Ние постојано во нашата утринска програма апелираме на тоа дека треба да се почитуваат сообраќајната сигнализација, дека треба да се вози внимателно, дека треба да се вози според пропишаната брзина на патот, но дека не треба да се вози нели под дејство на алкохол, но ево и во изминатиот викенд за жал имавме уште една таква фатална сообраќајна незгода која што заврши со човечки жртви. За кампањите кои што исто така 365 дена во годината ќе прави Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, ова утро ќе разговарам со Дејан Андоновиќ, ќе ви посакам добро и убаво утро. Дејан, споменав, мислам дека тоа е фокусот на она на што треба да се осврнем, иако постојано нели апелираме за тоа како треба да се однесуваме кога станува збор за сообраќајот и за сообраќајната култура, но сепак имаме навистина голем број на жртви во сообраќајни незгоди. Зошто ни се случува ова? Првим да кажам дека апелите се нели исти, нонстоп апелираме, но и грешките се исти. Се додека се прават истите тие прекршоци, ризици, сообраќајни инциденти, ние мораме исто да апелираме. На вашето прашање зошто се случува тоа, одговорот е јасен. Сите сообраќајни незгоди имаат еден виновник, а тој е човечкиот фактор. Сите ние што учествуваме во сообраќајот имаме своја одговорност како да се однесуваме со сообраќајот и од нас зависи практично како и што ќе биде во сообраќајот. Од секој нас посебно, еден неодговорен учесник во сообраќај загрозува живот на останатите кои во моментот се нашле во негова близина и се во сообраќајот. Затоа се нашите апели да бидеме одговорни, да подигнеме јавната свест, да подигнеме сообраќајната култура, да ги почитуваме правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, да возиме во склад со условите на патот и да внимаваме, да бидеме концентрирани во сообраќај. И сега се ова што го кажав е можеби општо, но сето тоа е главната причина, ако не се почитува едното од ова, да дојде до некакво загрозување и некаков сообраќајен инцидент, независно дали има жртви или нема жртви. Да, често и младите се предизвикувачи на сообраќајните незгоди. Сведоци сме и на овие сообраќајни незгоди кои што за жал имаат и човечки жртви. Сметате ли дека можеби треба да трае поголем период таа обука на за учење за возачка дозвола за помладите лица или пак дека подолг период треба да возат во придружба? Првим да кажам дека не постои цела група категорија на учесници во сообраќај, било да се тоа по сообраќајни или реквизити, правила, пешаци, возачи, мотоциклисти или по старосната граница. Имаме одговорни и неодговорни учесници во сообраќајот. Вие рековте за младите нели како помлади се повеќе раздвижени, повеќе се движат, повеќе се учесници во сообраќајот, од пешаци до мотори, до велосипеди, до возила. Одговорот е да, нивното неискуство, се знае дека секоја работа во животот, па и сообраќајот се базира врз искуство. Младите возачи нормално се помалку искусни, постарите се повеќе искусни, но па психомоториката кај нив е друга. Затоа велам, има една општа работа, тоа е да се почитуваат правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, да се однесуваме одговорно, ние како повозрастни на помладите да им бидеме пример. Тоа сме го зборувале во нашите кампањи за децата, за учениците, за матурантите, да бидеме пример како треба да се однесуваме. Први ние дома како родители кон нашите деца,
а потоа и да им покажеме на во сообраќајот, а не да одиме со нив барабари и да се тркаме, нели, кој е побезобразен во сообраќај. Апелот е јасен, бидете одговорни, подигнете ја јавната свест, внимавајте, возете по условите на патот. Понекогаш можеби и да имате предност, а гледате дека предноста не можете да ја остварите, оставете, причекајте, зошто да ризикувате. Исто така и брзината, исто така и алкохолот, сето тоа го повторуваме низ целата година во сите кампањи, но и тоа повторно се провлекува и провлекува. Сведоци сме за оние билтени кои ги имаме за време на викенд, повторно има фатени возачи со алкохол, повторно има неприлагодена брзина, повторно има непочитување на правила и прописи. Значи, нашите кампањи затоа и се повторувачки, со цел да ги потсетиме граѓаните дека мораат да внимаваат, да бидат одговорни, да почитуваат правила и прописи, да гледаат и да бидат видени. Да, Дејан, ви благодарам за одвоеното време. Вие како Републички совет за безбедност во сообраќајот и понатаму нели продолжувате да ги едуцирате граѓаните, да ги потсетувате на сите оние правила кои што верувам дека ќе вродат со супер иницијатива која што ја имате вие и дека луѓето се повеќе ќе почнат да ве слушаат и да го практикуваат тоа што го зборувате. Да ги потсетиме, но и да им укажеме. Понекогаш сообраќајот и нашето учество во сообраќај понекогаш поради многу работи, обврски, проблеми и сето тоа што го носи новиот начин на живење, брзо живење, понекогаш и рутински учествуваме сите во сообраќај, седнуваме задволено и размислуваме што ќе правиме на работа, одиме пешки, преминуваме улица рутински, не гледаме секогаш дали можеби ако ви е зелено не можете да поминете. Има причини зошто, независно дали имате предност или не. Затоа велам, мораме да бидеме поконцентрирани дека сме во сообраќајот. Нашите апели се токму тоа. Бидете поконцентрирани, бидете поодговорни, се работи за вашиот живот, имате и одговорност и сите категории на учесници во сообраќајот сакаме да ги потсетиме, сите подлегнуваме под законска одредба, правила и прописи, имаме одговорност. Така ви благодарам многу уште еднаш. Да, одговорноста е она што сите треба да ја имаме на ум кога излегуваме надвор на улица и кога се вклучуваме во сообраќајот на било каков начин, така што почитувајте поставената сообраќајна сигнализација, возете внимателно и бидете одговорни возачи. Благодарам за овој разговор и секако потсетување секогаш за сите оние кои што се учесници во сообраќајот да бидете внимателни во истиот. Немојте да бидете никогаш нервозни со воланот. Само полека и се разбира сите очи отворени, така се вели, нели?